Почитувани советници, ја отварам третата седница на Совет на општина Кавадачи, закажана за денес. На седницата присуствуваат 18 советници, така? Еден е оправдано отсутен, Божанка Минова. Констатирам дека имаме кворум и можеме полноправно да одлучуваме по предложение од дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е записник од одржаната прва конститутивна седница на ден 13.11.2017 година. Дали имате забелешка од првата конститутивна седница? Записникот од првата конститутивна. Доколку нема забелешки по записникот од првата конститутивна седница, записникот го давам на гласање, на освојување. Ве молам кој е за. Констатирам дека едногласно е освоен записникот од првата конститутивна седница на Совет на општина Кавадаци. Со решението за свикување на денешната седница доставен е записник од одржаната втора седница на ден 15.11.2017 година. Дали има забелешки по записникот од втората седница, одржана на 15.11.2017 година? Доколку нема, ве молам кој е за усвојување на записникот на одржаната втора седница на ден 15.11.2017 година. Констатирам дека записникот од втората седница едногласно е усвоен. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана за денеска. Прва точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за финансии и буџет. Втора точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за урбанизам. Трета точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за локален економски развој. Четврта точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за комунална изградба. Пета точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за екологија. Шеста точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за јавни и комунални дејности. Седма точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за статут и прописи. Осма точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за здравство. Девета точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за образование. Десета точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за социјална и детска заштита. 11 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за култура. 12 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за спорт. 13 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за обележување на празници, манифестации и доделување на награди и признанија. 14 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за земјоделие. 15 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за лозарство и винарство. 16 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за местна самоуправа. 17 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за меѓународна соработка. 18 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за имотно-правни работи. 19 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот. 20 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности. 21 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за рурални средини. 22 точка. Предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за надзор над материјално-финансиското работење на општината. 23 точка. Предлог решение за овластување на членови на Советот на општина Кавадаци при склучување на бракови. 24 точка.
Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за започнување на постапка за доделување договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на мала хидроцентрала од регионалниот водоснабдителен систем Лукар. 25-та точка. Предлог одлука за задолжување на ЈП Комуналец Кавадаци за изградба на мала хидроелектрична централа Лукар 5 и реконструкција на малите хидроелектрични централи Лукар 1, 2, 3, 4. 26-та точка. Предлог одлука за потврдување на одлуката за прифаќање на предлог на воспоставување на меѓуопштинска соработка. 27-та точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадаци за 2017 година. 28 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на општина Кавадаци за 2017 година. 29 точка. Предлог програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Кавадаци во зимски услови за 2017-2018 зимска служба. 30 точка. Предлог одлука за определување на ширината на крајбрежниот појас на реката Луда Мара и општа река на опфат со урбанистички план за местна заедница за село Марина, општина Кавадаци. 31 точка. Извештај за работењето на ЈП Комуналец Кавадаци за периодот од 1.1.2017 до 30.6.2017 година. 32 точка. Предлог решение за именување на член на управен одбор на јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа Кавадаци, представник на општина Кавадаци. 33 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на член на управен одбор на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци, представник на Министерство за труд и социјална работа и социјална политика. Се извинувам. 34 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на член на управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци, представник на општина Кавадаци. 35 точка. Годишен план за вработување 2018 година на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци, број 04-63/1 од 16.4.2017 година. Се извинувам, 6.4.2017 година. 36 точка. Предлог одлука за давање согласност за подпишување на договор за грант од КФБ банка, кој ќе биде наменет за финансирање на инвестиции и техничка помош на општина Кавадаци и ЈП Комуналец Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа. Предлог програма за контрола на популација на бездомни кучиња, односно незгрижени и нерегистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2018 година. Согласно Деловникот, молам за произнесување по предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно е усвоен предлогот. Констатирам дека усвоениот предлог предложен на дневен ред да се дополни со точката 37, значи дополнителна точка 37, предлог програма за контрола на популација на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2018 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? За новород, да. Констатирам дека е усвоен предлогот, предложениот дневен ред да се
дополни со точката Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневен ред за денешната седница и тоа предлог програма за организиран дочек на нова 2018 година. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Констатирам дека усвоениот предлог е едногласен. Точката 39 предлог програма за организиран дочек на нова година 2018 година. Дали има други предлози и доколку има да излезе некој да ги предложи. Повеле. Петар Стојанов. Николов. Извини. Почитувам председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувани медиуми и останати присутни. Предлагам да се надополне дневниот ред со точка предлог одлука за субвенции за печки на пелети. Да се распише конкурс за субвенции за печки на пелети, бидејќи претходниот совет е изгласан овој амандман и прифатен од претходниот градоначалник, кој што е со буџет од 600.000 денара, односно 100 евра од печка за семејство. Дали има друг предлог? Доколку нема, го давам овој предлог на гласен. Кој е за? Може. Повели Развигор Кабрал. Почитувам председателе, колеги советници, медиуми и останати присутни. За подобро функционирање на денешната работа на Советот, бидејќи имаме усогласеност на советничките групи околу решенијата за избор на членови и председатели на комисиите, предлагам од точка 1 до точка 23 и точка 32, 33 и 34 да се води заедничка расправа, а поединачно да се гласа за секоја комисија. Благодаря. Предлогот на Развигор Кабрамов го давам на гласање. Се извинувам, предлогот на Петар Николов го давам. Ајде, повели, Анита процедурално. Почитуван председател, колеги советници, почитувани медиуми, почитувани присутни, во врска со предлог амандманот на колегата, би сакала службите значи да ни ја дават одлуката која што е веќе изгласана на увид и да видиме што точно предвидува таа. Мислам дека ова веќе изгласува и нема потреба. Се уште е уважна со одлуката, не сме донеле одлука за прекин на истата. Амандманот е прифанат. Амандманот при усвојување на буџетот, значи е прифанат од нивна страна. Одлука како посебен акт нема донесено и затоа имаше ленче заклучок или решение, имаме нешто врска со печките за пелети. Амандман. Па да се види што е точно и да видиме да не се повторуваме. Амандманот е измена предложена во бројки. Значи не е одлука. Ја давам точката од предлогот на Петар Стојанов да Николов да стани точка на дневен ред. Не пауза. Ајде процедурално. Ајде, Блаш, може. Почитуван председателе, почитувани колеги советници и останати присутни во салата. Што се однесува до точката предложена од советникот Петар Николов, таа треба да биде образложена. Зошто предлагате, какво предлагате и со сите услови? Какви услови ќе бидат дадени и ретроград. Ние имаме амандман донесено, точно дека немаме одлука, но таа одлука мора да биде поддржана со сите услови как ќе биде и што треба да биде. Така да предлагам неговата точка да биде на наредната седница, ако може да биде прифатена од Благодарам, колега Блаже. Ако сакаш кратко да ја само образложение да дадеш.
слагам со колегата, може да биде на наредната седница. Значи го повлекуваш. Да, го повлекувам амандманот и може да биде наредна. Да. Добро. Сега, значи, Шон предлага истото, останува предлогот на Разли Горка Бранов за да се гласа заедничка расправа да има. Го даваме предлогот на Развој Горка Абрамов да одиме со заедничка расправа на првите 23 точки, а поединечно да ги гласаме. Кој е за? Едногласно усвоен предлогот. Отварам расправа по првата точка, по сите точки на дневниот ред од 1 до 23. Ја повикувам председател на мандатна комисија. Процедурално. Барам пауза од 5 минути. Мандатната комисија повторно да се состане, затоа што во нашите предлози имаме еден предлог конфликт на интереси, значи мораме да дадеме друг предлог. Пред да почне председателката да ги кажува предлозите, би сакала да дадеме друг предлог, ама ќе мора мандатната комисија за 5 минути. Само за една точка. Пауза, барам. Даваме пауза 5 минути, нека се свика мандатна таму за 5 минути да се продолжуваме со расправа. Го повикувам председателот на мандатна комисија. Ајде, може. Може? Може. Повели, Блаже. Почнем председател. Во врска со точките на дневниот ред што се во врска со комисиите и председател на комисиите, бидејќи ја не сум ни консултиран, ни координиран каде што сум предложен, јас јавно се откажам од сите комисии каде што сум предложен во врска со комисиите на Совет. Почитувам колега Блаже, значи јас ќе образложам, комисиите кога се предлагаат во партиите, ти си како коалиционен партнер, на нив на седница кога имаат таму партиска да им се откажиш, а овде и да се откажуваш, не ти вреди ништо. Значи да видиме колегијални сега. Нема сите да доаѓаат кога се прават комисиите. Сега ти се откажуваш, ама Советот носи одлука дека така ќе минат, без сакал или нече. Значи тоа внатре терајте ги тие работи. Сега губиме време без потреба. Бареме сега рачки. Кога се координирате во партија, и едните и другите, си носите одлука и партиска одлука тука давате. После 5 минути другиот ќе се откаже. Третиот, вие 20 луѓе ако се откажувате од комисии, само ќе ги претураме 50 пати комисиите. Ве молам, немојте сега за ситна работа да се фаќаме. Чувам председател, не знам зошто ги мешаш партиите и партиите врски со Советот. Ова е Совет, ова се тела, комисии на Советот. Партиите какви насоки имат и кои како предлагат, не знам, но тука кај сум предложен, бидејќи како Совет и Советник не сум ни координиран, ни известен, бидејќи сега ги дознав неофицијално, јас се откажувам на Советот јавно, без мешање на партии, предлагање и ред други работи. Благодарам, Блаже Ташов, збор. Почитуван председател, почитувани колеги, служби медии. Ја би се обратил до Советничката група на ВМРО, до координаторот, дали цените, дали мислите дека треба да свикаме пауза, да може да се докоординирате, бидејќи излезе мал проблем. Или голем, мислам, вие цените го тако. Дали ќе пауза? Благодарам. 5 минути пауза. Ја продолжувам расправата, ја повикувам председател на мандатна комисија Виолета Димитрова да ги даде предлозите. Добар ден на сите присутни. Ве поздравувам сите советници, присутни, председателот. На ден 28.11.2017 година Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се состана и го донесе следниот избор. На Комисијата за финансии и буџет, за председател и членови на комисијата се предлагаат следниве: Зоран Јованчев за председател, Јосиф Стојанов, Мирјана Гркова,
Виолета Димитрова, Ристо Сакалиев, Анита Гинова Каракутова, Горица Пеливанова Вилхем. Благодарам. Ја давам на гласање ова комисија. Едногласно. Против? Воздржан? Тогаш не си присутен. Еден не глас. Готово. Точка 2. Читай втора. Председател и членови на Комисијата за урбанизам се избираат: председател Јосиф Стојанов, Виолета Димитрова, Ристо Сакалиев, Горица Пеливанова Вилхем и Зоран Јованчев. Предлогот на мандатна го давам на гласање. Кој е за? Докторке, вие како сте? Јас сум за. 17 за, против, воздржан, не гласал, 1. Одиме натаму. Комисија за локален економски развој. Председател Анита Гинова Каракутова, Мирјана Гркова, Јосиф Стојанов, Василка Драварова, Никола Трентафилов. Предлогот го ставаме на гласање. Предлогот го даваме на гласање. Кој е за? 17 за, против, воздржан. Утврдуваме дека еден не гласал. Комисија за комунална изградба се предлагаат и избираат: председател Горица Пеливанова Вилхем, Виолета Димитрова, Јосиф Стојанов, Ристо Сакалиев и Анита Гинова Каракутова. Дадениот предлог го давам на гласање. Кој е за? 17 за. Кој е против? Нема. Воздржан? Нема. Еден не гласал. Констатирам дека еден не гласал. Усвоен е предлогот. Точка 5. Предлог за председател и членови на Комисијата за екологија се избираат: Никола Трендафилов, Мирјана Гркова, Разлигор Кабранов, Митко Камчев, Тони Нешковски. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? За председател Никола Трендафилов. 17 за. Кој е против? Нема. Воздржан? Нема. Утврдуваме дека еден не гласал. Председател и членови на Комисијата за јавни и комунални дејности се предлагаат: председател Виолета Димитрова, членови Јосиф Стојанов, Ристо Сакалиев, Драганчо Николов и Анита Гинова Каракутова. Предлогот го давам на гласање. Кој е за? 17 за. Против? Нема. Воздржан? Нема. Утврдуваме дека еден не гласал. Председател и членови на Комисијата за статут и прописи се избираат: председател Развигор Кабранов, Мирјана Гркова, Ристо Сакалиев, Божанка Минова и Душица Крстич. Дадениот предлог го давам на гласање. Кој е за? 17 за. Против? Нема. Воздржани? Нема. Предлог за председател и членови на Комисијата за здравство се избираат: за председател Виолета Димитрова, членови Никола Трендафилов и Тони Нешковски. Дадениот предлог го давам на гласање. Кој е за? 17 за. Нема воздржани. Нема против. Колешки, благодарам. Пушти. Председател и членови на Комисијата за образование се избираат: председател Ташо Радњански, членови Ристо Сакалиев, Петар Николов, Горица Пеливанова Вилхем и Божанка Минова. Дадениот предлог го давам на гласање. Кој е за? 17 за. Нема против. Нема воздржани. Предлог председател и членови на Комисијата за социјална заштита и заштита на децата се избираат: председател Душица Крстич, членови Лазар Туриманџов, Василка Драварова, Ристо Сакалиев и Горица Пеливанова Вилхем. Дадениот предлог го давам на гласање. Кој е за? Едногласно. Може ли да одеме натаму?
Предлог за председател и членови на Комисијата за култура се избираат: председател Тони Нешковски, членови Василка Драварова, Петар Николов, Драганчо Николов и Душица Крстич. Кој е за предлогот? Едногласно. Председател и членови на Комисијата за спорт се избираат: председател Ристо Сакалиев, членови Петар Николов, Лазар Туриманчов, Зоран Јованчев и Никола Трендафилов. Давам на гласање кој е за. Едногласно усвоено. Предлог за председател и членови на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија се избираат: председател Виолета Димитрова, членови Миријана Гркова, Петар Николов, Тони Нешковски и Божанка Минова. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоено. Благодарам. Предлог за председател и членови на Комисијата за земјоделие. Председател Драганчо Николов, членови Митко Камчев, Ристо Сакалиев, Зоран Јованчев и Анита Гинова Каракутова. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за лозарство и винарство се избираат: председател Божанка Минова, членови Митко Камчев, Ристо Сакалиев, Драганчо Николов и Тони Нешковски. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за местна самоуправа. Председател Јосиф Стојанов, членови Петар Николов, Ристо Сакалиев, Душица Крстич и Драганчо Николов. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за меѓународна соработка. Председател Развигор Кабранов, членови Василка Драварова, Виолета Димитрова, Анита Гинова Каракутова и Душица Крстич. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог председател и членови на Комисијата за имотно-правни работи. Председател Миријана Гркова, членови Виолета Димитрова, Јосиф Стојанов, Горица Пеливанова Вилхем и Анита Гинова Каракутова. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот. Председател Зоран Јованчев, членови Лазар Туриманчов, Митко Камчев, Драганчо Николов и Никола Трендафилов. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за еднакви можности. Председател Виолета Димитрова, членови Миријана Гркова, Василка Драварова, Душица Крстич и Горица Пеливанова Вилхем. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за рурални средини. Председател Митко Камчев, членови Ристо Сакалиев, Лазар Туриманчов, Зоран Јованчев и Драганчо Николов. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Предлог за председател и членови на Комисијата за надзор над материјално-финансиското работење на општината. Председател Анита Гинова Каракутова, членови Миријана Гркова, Јосиф Стојанов, Ристо Сакалиев и Зоранчо Јованчев. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно усвоен. Комисијата за склучување на бракови, сите советници се... Да. И Комисијата за склучување на бракови, во отсуство на градоначалникот, сите советници се овластуваат за присуство на свечениот чин за склучување на бракови. Благодарам. Предлогот го давам на гласање кој е за. Едногласно. Благодарим на председателот на мандатна комисија. Виолета Димитрова. 24-та уште дори сум тук. Може. Ајде и 24-та дори сте на место. Се извин. Може. Ќе отвориме расправа, ќе ја читам данес. Значи, 24-та точка. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката на започнување на постапка за доделување на договор. 24-та, така? Да. За која точка рековте?
Ја за 24-та мислев да не одам Не, да се не, враќам. не, ќе дадеме расправа. Благодарам. А да одиме натаму на овие или после? Нема да одиме после. Добро. Да одиме. Добро. Точка 24. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за проектирање, финансирање, израдга, стопанисување и пренос на мали хидроцентрали на регионалниот водоснабдителен систем Лукар. Кој бара збор? Повели? Повели. Се извинувам, повели. На оваа седница имаме доставено точка за отпочнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на мала мини хидроцентрала број 5 на регионалниот водоснабдителен систем Лукар. Предходните 4 мини хидроцентрали ги изгради и стопанисува со нив јавното предпријатие Комуналец. Како и за паркирањето, каде што спроведувавме поставка за јавно-приватно партнерство, и сега го поставувам прашањето. Зошто општина Кавадарци секогаш го избира патот за остварување приходи каде што реално губи? Едноставно, подаруваме јавни добра да стопанисуваат приватни партнери, а имаш институции и способност за самата општина го организира тоа, стопанисува и остварува приходи. Уште поголем проблем во овој случај со ова јавно-приватно партнерство е тоа што имаме јавно предпријатие чија дејност е тоа и плюс тоа веќе стопанисува со 4 мини хидроцентрали и видливи се приходите кои што ги остварува од продажбата на електрична енергија. Кој е интересот? Кој е чарот на општината што сака да спроведе оваа постапка за оваа мини хидроцентрала која ќе ја даде на некој приватен партнер на 30 години, а после 30 години тој ќе ја врати на општина Кавадарци, а нормално општина Кавадарци во своите надлежности согласно со законот за локална самоуправа нема надлежност за оваа дејност. И веднаш по истекот на рокот да ја продаде и ја предава на јавното предпријатие Комуналец. А и зошто во физибилити студијата стои да се пренесе на јавното предпријатие Комуналец ако општината е собственик на оваа мини хидроцентрала, што сака ќе прави? Може би ќе сака и да ја продаде. И зошто после 30 години да ја даде на јавното предпријатие Комуналец, а не сега? Кој е интересот на општината сега да ја даде на приватен партнер, а после да ја пренесе на јавното предпријатие мини хидроцентрала? И зошто? И друго. Ајде да ги видиме приходите кои ги остварува јавното предпријатие Комуналец од мини хидроцентралите. 2014 година остварил приход од 21 милион денари. Во евра 341.000,5. 2015 година 21,5 милиони денари или во евра 350.000. Комуналец во 2016 година, или не знам која година, си формира мега хидроелектроцентрала Лукар, ДООЛ, која да ја пренасочува работите и приходите од продажбата на електричната енергија. Хидроцентралите, кои ги изградило јавното предпријатие, а приватното предпријатие му плаќа кирија на јавното предпријатие Комуналец за мини хидроцентралите. И вака стои состојбата. Од кирија за првите 6 месеци во 2016 година 6 милиони денари, само кирија. Значи цела година само од кирија 12 милиони денари. Приходите за 2016 година не ги знаеме и никој не ги видел. И апел до јавното предпријатие Комуналец за на крај на година извештај од оваа ДООЛ предпријатие кој остварува приход од мини хидроцентралите. Ако тоа е предпријатие основано од јавното предпријатие Комуналец, јас мислам дека и за тоа треба да имаме увид во работењето и трошењето на тие пари. Да се навратам уште на физибилити студијата. Проценетата вредност на инвестицијата за мини хидроцентрала е 180.000 евра. Од каде е оваа вредност? Како се дошло до оваа сума на инвестиција? И да е толку таа инвестиција, ние овде можеме сите да си собереме по 10.000 евра
и да си направиме сами мини хидроцентрала, а не комуналец кој остварува 200.000 евра само од кирија. Веднаш тој ќе ја направи. Ќе ја дадеме на користење на 30 години и 10% од приходот на годишно ниво е за општина Кавадарци. Ние сме партнери тука или му ја подаруваме? Ова е смешно. Месечно општината ќе остварува по 565 евра, односно од физибилити студијата се гледа дека годишниот приход на мини хидроцентралата изнесува 67.818 евра. 10% за општината 6.782 евра. Смешна сума или месечно 565 евра. Значи, му даваме вода, цевководи, користење на јавните патишта и се што е наведено во таа физибилити студија за 565 евра месечно. Жива штета за кого? За општината. А за кого е ова добро? За некој, не знам за кој. И замисли, пишува дека влогот на јавниот партнер на општината е 4.000 евра за физибилити студијата. Ами, каде е водата? Каде е цевководот? А овој па 180.000 евра, а општината 4.000 евра. Значи партнерот 90%. И замисли, приватниот партнер доправа треба да вади дозвола за користење на водата од водоснабдителниот систем Лукар, а јавното предпријатие Комуналец веќе има таква дозвола. И не знам дали може на ист водоснабдител да му се издадат вако две дозволи за користење на водата, кога таа вода ние ја консумираме за пиење. Инаку дозволата за користење на водата за производство на електрична енергија се издава на период од 10 години со можност за продолжување на договорот. Зошто склучуваме јавно-приватно партнерство на период од 30 години, зошто да не е на 10 години, колку што се издава и дозволата. Јас, колеги советници од позицијата, ве замолувам да се согласите да ја одложиме оваа точка од дневниот ред, за да ги прочитате физибилити студијата. Меѓутоа, ставањето на вон сила на оваа одлука од страна на градоначалникот го сметам за исправно и јас ќе гласам за. Колеги, ќе ви дадам збор само да направиме едно објаснување, да немаме заблуда. Знам дека материјалот малку касно се даде. Докторката даде своје видување, ние и благодариме. Сега ние правиме тоа што докторката го прочита, дека се правило петата централа да биде со заеднички партнер, ние сега носиме одлука да му ја одземеме. Значи сега ние му го таа одлука што минатиот совет ја донесе, ние ја поништуваме и со наредна точка Комуналец го задолжуваме да ја прави. Значи тоа што не чинело, ние така рачунаме, исто така и јас мислам, го земаме од приватниот партнер и го даваме на Комуналец. Другите 4 мини хидроцентрали и должи Комуналец. Ради законска регулатива тој ги дава на фирма черка на Комуналец, значи вработените не се приватна фирма, него се луѓе од Комуналец, 4-5 или таму не знам колку луѓе, и ради законската регулатива тие се мајка, значи черка фирма на Комуналец. Вработени се во Комуналец. Таквиот однос не значи дека е тоа приватен партнер, него тоа е дел од Комуналец, значи фирма исто, пак е Комуналец. Вишакот на пари што го остваруваат и Комуналец и другата фирма се пари наши на општината. Секој вишак што го прави Комуналец, ние можеме со одлука да ги тераме да ни ги дадат нас или да им дадеме насока да инвестираат во тоа што ние сакаме. Значи Комуналец е наша фирма за сите одлуки што ги носи, доаѓа кај нас. Значи ние даваме одобрување на нивните програми и одобрување на проектите. Значи да не дојдете во заблуда, значи ова што докторката го кажа е така, ради тоа што не чини, ние сега носиме одлука да ја ставиме таа одлука надвор од важност. Нема да важи, па после со нова одлука го задолжуваме Комуналец. Да не се повторуваме во таа насока. Ако имате некој збор, јас ќе ви дадам, по редоследот како што бевте договорени, да не се повторуваме со работите. Благодарам. Јованчев, па Анита. Па Таша Радњански. Почитувани граѓани, почитувани колеги советници, почитуван председател на Совет, господин Скалиев, не знам зошто не ми даде збор мене кога го побарав јас нели зборот. Ако сите сме еднакви тука и ти си, значи, еден од тие, јас бев пред тебе, имав збор.
но во рете, мислам дека беа искрени. Се извинувам, ја искрено намери. кажав, да не се повторуваме и вие сакате сега малку политички да поентирате, јас сакам тоа да го спречам, затоа излегов. Ти требаше тоа да го спречиш, но почитуваната колешка советничка од Социјалдемократскиот сојуз, од СДС, ја утна оваа точка. Почитувани граѓани, ова сето што се збореше, што се говореше од претходната дискутантка е невистина. Односно, имаме точка на дневен ред каде што ја ставаме вон сила, односно ја запираме таа одлука која што требаше да се даде мини хидроцентралата на јавно-приватно партнерство. Значи носиме одлука што ја ставаме вон сила таа одлука, а на наредната седница се надевам ќе бидеме сите присутни, даваме насока истата таа мини хидроцентрала да ја работи, да ја изгради јавното претпријатие Комуналец. И јас се надевам сега вие колешки ќе најдете доблес, тука ќе излезете и за сите овие ноторни лаги што ги изнесовте тука на говорницата, ќе им се извините на граѓаните. Впрочем, тоа е ваше право. Ако сакате можете, ако не, не. Значи, уште еднаш повторувам, станува збор за промашена тема на точката на дневен ред, каде што председателот Ристо Сакалиев требаше да ја спречи претходната колешка советничка да дискутира. Кога станува збор за јавното претпријатие Комуналец, после во наредните точки ќе дадам и јас своје образложување. Но треба да знаеме дека зборувавме, односно се говореше за точка која што не е на дневен ред, односно промашена тема. Благодарам. Благодарам Јованче, за збор се јави Анита. Процедурално, повели Јосиф процедурално. Председатели, медии, колеги советници. Повели. Јас и прошлиот совет реагирав на овие што ни носеа во очи советот документи и точки, затоа дојде и до забуна на сето тоа. Колешката го даде образложението за наредната точка, мислам, обширно и убаво. Јас го, мислам, се извинувам во нејзино име и исто така предлагам за секој, мислам, за секој совет да има уредно доставени документи за секое прашање, образложение, да ни бидеме спремни и да дадеме придонеси и мислење наше. Благодарам. Само едно појаснување, значи сега ние нема да ја осудиме докторката што го искажа тоа што минатиот совет кај што и јас бев, и јас се осеќам виновен што сум донел таква одлука. Значи она ги негира одлуките на претходниот совет што не чинат. Излегува дека ние сме донеле лоша одлука, колега Јованчев, Анита и овие останатите, и не треба да се вреđаме. Човек може да сгреши и ако ја исправи грешката, значи не сгреши. Анита за збор. Па после Ташо Радњански. Председателе, значи цело време ни го земате зборот. Претходно го земавте мојот колега Јованчев, сега значи мојот ред. Вие сте еден меѓу еднаквите, првиот меѓу еднаквите. Затоа тоа не ви дава за право да се земате кога сакате да дискутирате, колку сакате да дискутирате. Вашето право и обврска сметам дека беше кога збореше колешката да ја укажете токму на ова што го збориме сите. Значи со цел, значи ако доколку се слагам исто со колегата, дека материјалот беше доставуван неколку пати и дека беше доставуван, значи по 2 ливчиња и немаше време кога соодветно да се разгледа. Меѓутоа, ваше беше да ја запрете и да ја укажете дека со ова одлуката се става вон сила и во интерес на граѓаните, да не се повторувам што кажа колегата Јованчев. Значи, ова е одлука со која што се става вон сила одлуката за јавно-приватно партнерство, што значи јавното претпријатие Комуналец ќе ја гради таа мини хидроцентралка, а не приватен партнер, како што беше образложено претходно. И уште еднаш ве молам за конструктивно работење и почитување на статутот и деловникот. Благодарам колешки на замерката. Јас се осеќам винован према вас и ви се извинувам. Дали е доволно? Доволно. Благодарам. За збор Ташо Радњански. Почитувам председателе, советници и медиуми. Јас прво ќе дам еден краток коментар на излагањето на колешката советничка и краток коментар на негодувањето на колегите од советничката група на СДСМ, на ВМРО ДПМН. Јованчев кажа ја утна темата, рече ја промаши. Не е промашена темата, господин Јованчев. Темата е тамам.
Каже таа дека да, вон сила, значи, тоа што го свати и градоначалникот, дека тоа не е корисно за општината, не е корисно за нашите сограѓани. Тоа е, верувам се, и вие ќе гласите за тоа, значи тоа и вие го сватите. И сега што е проблемот? Што колешката Димитрова укажува, си дава едно свое видување и сака тоа да го образложи зошто тоа не е прифатливо. И од се што кажа, јас се слагам у 95% од тоа што го кажа, и на крајот од својата дискусија таа рече дека, нели, ќе прифати, нели, одлуката на градоначалникот, предлогот на градоначалникот, за кој што верувам и вие стоите, дека вон сила треба да отиде оваа одлука. И сега ја ќе се надоврзам, бидејќи ова е избор, не е реплика, нели? Во однос на оваа точка, на точката 24, па со едно мое видување, и верувам дека нема да ме најдете иста замерка, дека зборувам надвор од тема. Зошто? Затоа што ова е веќе видено, затоа што ова ни се случи и ова ќе ни се случи и следната седмица на Совет. Значи, јавно-приватно партнерство, ај вака за да им биде појасно и на нашите сограѓани, еден турцизам ќе употребам, се вика ортаквк. Значи, ние треба да бидеме ортаци со некој што ќе се нафати на таа работа и што ќе инвестира нешто. Сега, околу, ај ќе замолам колешката Каракутова. Не ми смета. Значи, ортаквак или јавно-приватно партнерство ќе биде тогаш кога ќе вложат исто и приватниот и јавното предпријатие комуналец. Сега, дали знаете колку чини водоводот, инсталацијата од Лукар до градот, да се изведе, тоа околу 30 милиона евра. Колку ќе вложи јавното приватниот инвеститор? 180.000 евра. И ортаквк, значи што? Пола вложуваат и пола од чарот си зимаат. Значи, тоа чини 30 милиона евра, неговиот влог е 180.000 евра и пазите чудно новистинито. 90% од чарот ќе го земе тој што ќе го уложи, а 10% ќе остане на општина. И тоа верувам дека и вие видовте дека не е добро и за тоа верувам дека ќе се сложите со ова што го предлага, нели, Митко Јанчев. Зошто ова го коментирам, иако можеби ќе ми речете е вон тема? Затоа што некни имавме овде еден собир на кој што оној што инвестираше за јавно паркирање, а вие не знам зошто не бевте од ВМРО да помне, иста приказна ни ја сервира сега. Која е приказната? Дека тој ќе вложи некоја пара, а пазите, општина Кавадарци без, вика, со инвестиција, и вака кажува стораката, од 0% ќе има околу 30-40.000 евра чар. Како може да има една подземна гаража што кошта многу пари, една наземна гаража, еден асфалтиран, нели, коридор за паркирање до УЈП и нагоре, нели, како тоа кошта 3 милиона евра. Како тоа без нова инвестиција. Значи, општината инвестирала 3 милиона евра, а ќе земе колку? 30.000 евра. А он колку ќе инвестира? 100.000 евра ќе даде еден пајак да земе нешто, со 150-200.000 евра ќе се излече и 20 години или 30 години после тоа ќе брсне. Па 830 паркирни места по 2 евра да земат дневно. Па тоа се 1600 евра дневно, за 10 дена се 16.000 евра. За 100 дена се 160.000 евра, за 300, нека не биде 365, се половина милиона евра. Зборувам околу јавно-приватно партнерство, колешко. Околу нетранспарентност. Колеги, ве молам, не е од место, дигни рака и наговори. Ова ќе дојде на дневниот ред. Следната, ама некој ќе дојде. А колеги, не е од место. Затоа што така бегува и носи на одлуките и затоа некој, што мајка Тереза е тој тука, па сака на градот да му помогне. Пари се у питање. И ајде да не ме прекорувате, ви благодарам за вниманието. Коментарот му е тој. Дали има друг за Јованчев повели? Јованчев за збор или реплика? Ајде за збор, нема да биде реплика. Видувања. Имају реплики, се кажа.
сакам пред да почнам да дискутирам, да кажам дека материјалот за оваа седница, посебно за оваа точка, почитувани колеги советници од СДС, беше на време доставен. Значи, за оваа точка материјалот го имавме и имавме можност да го разгледаме нели 7 дена. Посебно за оваа 24 точка. Во делот на јавното предпријатие Комуналец. Сега, пак сакам да потенцирам во интерес на граѓаните на општина Кавараци. Носиме одлука со која што ставаме вон сила или ставаме забрана за претходната одлука што била донесена. Така? Значи, че гласаме против тоа. Ние че гласаме против таа одлука. Не дебатираме како било што било. Така, а сега, господине Ташев, сакам вас да ве прашам. Дали вие во врска со јавното предпријатие Комуналец ќе се сложите да излезете после мене и да побарате една точка и сите да изгласаме? Во претходниот состав на Совет зборувате за некоја шумска мафија начело со директорот кој што го опустошува подречето околу изворите Лукар, 1, 2 таму Косматец и така натаму, да ние како Совет да донесеме одлука да се задолжи градоначалникот да ги контролира, односно и дел од советници да направиме комисија, да водиме контрола и заштита на тоа ерозивно подрачје од каде што ако настане таква некоја хаварија, еколошка хаварија ќе кажам, дека цело Кавадарци, Неготино и Росума можеме да останеме без пивка вода за пиење. Се надевам дека сега вие после мене ќе излезете со конструктивен предлог, а ние како опозиција, како ВМРО ДПМН ќе го прифатиме тоа. Значи шумската мафија што претходно била, сега пак е таа, да и дадеме нели налог, односно задача начело со градоначалникот, 1-2 од опозиција, нека влезат и независните и се надевам дека ако сте за граѓаните, ние ќе ве поддржиме сега вас. Благодарам Јованчев. Повели Ташо, реплика. Ајде разговор. Повели разговор. Почитувани колеги советници, сакам да му укажам на председателот на Советот да си ја воде седницата кашо требе и секој од нас, од советниците, да си има нели и дигнитет и нели што се вика знаење и познавање на материјата, за тоа што цело Кавадарци нас не слуша, а ви председателе како прв меѓу нас 19, секој што ќе испадне надвор од точката на дневен ред, треба одма да го прекинете, да му кажете дека тоа не е точка на дневен ред, да се усмере, нели, говорникот, да си ја заврше мислата кашо требе, нели, у контекст на точката на дневен ред. А ако продолжиме вака, кашо сега воите седницата, ни до утре са бајле, еден ќе испадне, друг ќе испадне, трет ќе испадне, вие му кажал на вие, ние му кажал на ние и никој пат од оваа точка нема да мрдне. Благодарам, колега. Благонамерно. За реплика е Радњански. Вака од мене се бараше став. Така Јованчев нема да биде реплика. Драго ми е што ќе гласате за одлуката на градоначалникот за да стапи вон сила да отиде таа одлука, во однос на она што прашавте, дали ќе ве поддржам иницијатива, така нели? Вака, значи таа иницијатива Христо пресечи сега, разбери. Развигор, ајде да дигаме рака од говорница. Колеги вака, сега ја ве толерирам. Знам каква енергија. Па треба да се бркам надвор со обезбедување ако ми избориш од говорница. Овде се зборува на говорница, дигајте рака, сега да бидеме културни ради граѓаните. Тие што збори малку нека прави споредба со нешто друго за да допре до тоа вистинско. Значи вака, не знам дали се разбравме добро, прво таа иницијатива за да има поголема контрола беше на Радњански. Сеќававте, нели? И сега не знам зошто би донеле таква одлука, затоа што ние еднаш донесовме таква одлука, но се сложувам. Да, ќе застанам за таа иницијатива да се донесе таква одлука. Не знам дали добро се разбравте, се разбравме кога рековте дека шумска мафија со директорот, нели, директорот гледам дека е тука, Анна Македонски шуми, тоа е нешто друго, тогаш беше Караджовски директор, така нели?
Несомнено е дека таму тие од Македонски шуми директорот даде дозвола тоа подрачје, нели така, сливното подрачје кај што не смеат по закон да сечат одредена километража и секоја. Исто и секоја, значи го исекоа тоа. И ете зошто и сега ви неколку дена нели пиевме матна вода. И јас тоа не отидов на Лукарта да го видам. Тоа директорот на јавното предпријатие, еве го тука е присутен, он ми кажа и он ми кажа за проблемот. И он кажа и тој беше тој меѓу другото и што предложи во негово име, ја го кажав тоа, не само друго. Апсолутно стоам за тоа. Благодарам, ја давам точката на гласање. Доколку нема предлози, нема за збор. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка 25. Предлог одлука за задолжување на ЈП Комуналец Кавадарци за изградба на мини хидроцентрала Лукар 5 и реконструкција на мини хидроцентралите 1, 2, 3, 4 и 5 и 4. Кој бара пауза? Советник 1. Колеги советници, да ја продолжиме расправата. Представникот на градоначалникот, господинот Драги Симоновиќ, треба да во име на градоначалникот да даде амандман. Повели, Драги. Да го образложи. Почитуван председателе, почитувани советници, останати присутни, во име на градоначалникот да ви го дополнам амандманот во предлог одлуката за задолжување на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци за изграда на мини хидроцентрала Лукар 5 и реконструкција на останатите 4 мини хидроцентрали. Бидејќи ова е поврзано со одобрување на овластена цена за електрична енергија со која што во иднина ќе има многу поголем бенефит на општина Кавадарци од изградбата на новата мини хидроцентрала и реконструкцијата на другите 4. Оваа одлука е неодложна, односно неизбежна. Заради тоа се предлага во текстот се додава следниот текст: по консултација со Министерство за економија и регулаторна комисија. Бидејќи согласноста за повластена цена ја дава Министерство за економија и регулаторна комисија, претходни консултации има направено начелно, има реалност да таа повластена цена се добие, се предлага да биде условена оваа одлука и заради тоа го додаваме овој текст. Мислам дека е објаснето и дека е реално да се усвои овој амандман. Благодарам. Доколку нема други предлози, точката во склоп со амандманот ја давам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка 26. Предлог одлука за воспоставување на одлуката за прифаќање на предлог на воспоставување на меѓуопштинска соработка. Значи, ова е потврдување на претходна одлука од пред 4 години. Дали има некој за збор? Доколку нема, ја давам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка 27. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадарци за 2017 година. Кој бара збор? Доколку нема, точка ја давам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка 28. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на општина Кавадарци за 2017 година. Кој бара збор? Доколку повели Радњански, Ташо. Почитувани советници, бидам сосема краток. Значи, предлагам во иднина, секојаш кога ќе се носат урбанистички планови, да имаме состанок сите советници и со стручни луѓе кои што не се вработени овде. Зошто? За да не се случи уште еднаш некој да добива по 1 евро од квадрат и да граде згради у парк. Благодарам, колега. Друг за збор? Представникот на градоначалникот да дојде објаснување по точката на дневниот ред. Повели, Драги. Јас се извинувам што мора да реагирам.
бидејќи не е умесна изјавата. Ние сме служби професионални тука и не сме дозволиле некој да легализира, односно да изгради објект по 1 евро за квадрат. И тоа е тотална невистина. Нашата легализација, која е што е процес редовен донесена со закон, да, опфаќа такви предмети по 1 евро, но тоа е сето е регулирано со закон. Не работиме на незаконски, тоа што го кажете вие, господине Радјански, е незаконски. Ние така не работиме. Благодарам. Радјански, повели. Значи, уште еднаш, ќе повторам, плацот дом, таму кај што ја живеам, од 500 квадрати чине 25.000 евра. Толку го купи еден, па го продаде, па за 25.000 евра, а некој кутар човек што нема ќе му го дадат по 1 евро, и на крај не ме интересира многу како дали законот дава такви можности. Барам да бидеме еднакви и ја имам право можеби да не ви верувам, нели? И што е проблем ако вие тоа го образложите транспарентно и јавно и еве стоам на тоа, да, можеби сте управо, ама јас не сум доволно стручен да знам дали сте управо. Дали има проблем ако има стручњаци од ваш калибар кои што ќе го потврдат тоа? Ја не гледам причина зашто не би имало такви луѓе стручни кои што нам ќе ни помогнат као советници. Благодарам, колега. И уште нешто да ви кажам. Колку се стручни службите, не зборам за вас лично, господине Симоновиќ, зборувам за можеби генерации пред вас, го гледаме ако име према Голи оток. Па нема ни 10 сантима тротоар. А има улици. Имаме улици кај што се уште не се решени. Нема тротоар. Благодарам. Немате право на реплика, на советник не можеш да му реплицираш, можеш само ако те повика да дадеш видување или да образложиш. Во добра насока е ова што Радњански го збори, ради транспарентност. Тој не вика дека службите прават малверзации или градоначалникот. Кога се спремаат урбанистички планови, да сме ние информирани повеќе, не е дека вие правите позади грб нешто надвор. Кога со обична покана или да се потранспарентно да биде. Да бидеме повикани да учествуваме. Благодарам. Благодарам. Дали треба да се дообјасни или не? Инаку реплика на советник не можеш да му правиш. Драги, до објаснување сакаш или реплика? Мислам дека сме неоправдано нападнати. На говорница можеш да објасниш, а не реплика на советник. Повели. Јас се извинувам, но мора да се објасним. Ние сме професионални служби тука и не работиме спротивно на закон. Ако работиме спротивно на закон, ги трет месец телевизијата ќе го покажат нашето работење. Значи ние тоа го докажуваме со законско работење и заради тоа не смее да има вакви дискусии кои што се не етикетираат дека работиме незаконски. Мислам дека не е коректно. Благодарам. Службите нема што да земат замерка на советот. Советот бара службите кога работат да имат увид советот. Значи не е ова. Се работи за увид, тука се кажаа констатации кои што не се точно. Од место немој да збориш на говорница, службите не смеат и не можат да му земат замерка на советниците. Значи советниците имаат право да барат од службите објаснување, транспарентност, увид, поголема услуга од тоа на граѓаните нема друго шо. Значи да биде транспарентно. Благодарам. Разговор за збор. Почитувани колеги советници, ние не сме градежни инженери, која да знаеме кое што значи и како значи. Давам поддршка на колегата Ташо Радњански да, ако има можност од службите, некој донесе карта и воа што пише Север, улица Дисанска, да видиме каде е на исток. Спорт и рекреација, на југ па вика наменска, па спорт и рекреација. Што се планира со овие простор, да ни го објасне некој тоа? Вака штуро, ја не знам што ќе гласам тука. Благодарам.
Драги, ајде ако има од службите некој да ни го презентира или вие ако можете. Од прилика да ни кажеш. Немаш материјал. Ајде вака да земеме став на наредни комисии, кога бараме да имаме таков материјал спремен. Значи ипак вие по оваа точка кога идете треба да имате нешто, празни не треба да идете ако сте администрација. Материјал мора да имате. Нема слика, некој од советниците се физкултура, професор по физкултура. Значи треба на слика да видат што е, која е улица, како што минатиот пат овој кога носеше за ова јавно-приватно партнерство и тој на слайдот објасни ова ви е улица, паркинг, не паркинг. Напишано ова КОБ договорено, значи колегата Развигор е сосема управо и јас на него му давам подршка, али тоа да не биде пракса од наредниот совет. Ако немаме друг за да одиме на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Дигни против, зошто жолто ми креваш? Па ти жолтото го држиш во рака ми дига жолто. Ти со жолтото вака ми дигна. Колку бевме за? Ај уште еднаш. 17 за. Дали има некој против? Еден против, воздржан? Нема. Благодарам. Точка 29. Предлог програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Кавадарци во зимски услови за 2017-2018 година. Зимска служба. Дали некој бара збор? Повели колега? Нешков. Скит Никола. Тони, извинувам. Почитувани граѓани, почитуван председател на совет, почитувани колеги советници и останати. Во врска со оваа точка, значи на дневниот ред е програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Кавадарци за зимски услови 2017-2018. Значи барам во оваа програма да има дополнување, односно кај улица Ресавска да има дополнување. Улица Ресавска од спојот со улица Пионерска, значи да продолжи до спојот со Јован Планински. Исто така овде барам да се вметни и улицата Јован Планински, значи целосно, и улицата Црноречка од спојот со Јован Планински нагоре до самиот крај. Затоа што сметам дека во овој дел на оваа урбана заедница ова би било од голема корист за граѓаните кои што живеат во овој дел на градот. Станува збор за доста прометни улици, кај што има доста изградени нови куќи и би било од голема корист да се вметнат овие улици, значи да не се повторувам. Благодарам. Дали има друг збор? Слушајте, да се произнесе секторот, да видиме дали има збор. Ако има уште некој одеднаш да не станува човекот 10 пати. Дали имаме некој друг за збор? Не, благодарам. Драги повели, Симоновиќ од секторот за комунална изградба да се произнесе по предлогот на советникот. Предлогот е коректен, прифатлив, така да ќе го вметнеме во програма. Треба амандман или така ќе го вметнеме? Не, ќе го вметнеме. Договорен. Колега советник, дали си задоволен? Благодарам. Ја давам точката на гласање. Кој е за? Со дадената измена. Развигор, не те гледам. Едногласно, благодарам. Точка 30. Предлог одлука за определување на ширината на крајбрежниот појас на река Луда Мара и Овчка река опфат со урбанистички план на село Марина, општина Кавадарци. Дали има некој за збор? Митко Камчев. Повели колега. Почитувани жители на општина Кавадарци, почитуван председавач на советот, колеги советници, медиуми и останати служби на општина Кавадарци. Во врска со одлуката за проширување на крајбрежниот појас на реката Луда Мара и Овчка река, опфатена со урбанистичкиот план на општина Кавадарци за катастарска општина Марена, сакам да ви известам дека ние направивме проширување на речното корито на реката Луда Мара пред 2 години.
Со тоа проширување не добивме ништо во Луда Мара, добивме мал проток на реката повеќе, али миризмите што ги поднесуваме во село Марена и Глишиќ и Сопот останаа исти. Сега повторно гледам се врши проширување на речното корито на реката Луда Мара, што јас тоа не го оправдувам и како председател на местната заедница, зошто ли не го оправдувам? Не ни е решение, ние видовме пред 2 години дека не е решение со проширување на речното корито да ни се намалат миризмите во селото, мислам и во Марена, и во Сопот, и во Глишиќ. Бараме, ако овие средства, имаме доволно средства во општината, се определат средства за правење на колекторски систем или прочистителна станица, која прочистителна станица и колекторски систем е обеќана 8 години до сега, 8 години, и од тој колекторски систем и прочистителна станица не се направи ни половина метар. Затоа, колеги советници и председавач на Советот, ќе барам од овој совет што сме, од овој председавач на Советот и градоначалник, да се направи колку е можно 500 метра, 500 метра, 1000 метра, 1000 метра колекторски систем во село Марена, почнувајќи од Глишиќ надолу Марена па до Сопот. Да се овие смрдеи што ги имаме, што ги поднесуваме жителите на село Марена најмногу, се отргнат. Инако, се слагам со проширување да има 5 метровен речен појас на речното корито и било што да е. Али, ако не се направи овој колекторски систем, Марена и Глишиќ и Сопот секогаш ќе ги поднесуваат смрдеите на реката Луда Мара. А за Овчка река барам, мислам од службите што се тука, овој детален юридички план да ни се достави, да го разгледаме, да видиме кои се ги опфаќа ситуации и на Овчка река и на Луда Мара, за да видиме каде тој крајбрежен појас ќе се лоцира. Ви благодарам. Благодарам за збор Тони Нешковски. Повели Тони. Значи, во врска со оваа точка на колегата советник, значи да му кажам како советничка група од ВМРО ДПМН, заедно со градоначалникот, ова е ставено во програмата на градоначалникот и во програмата на ВМРО ДПМН во врска со колекторскиот систем. Значи, тоа ќе биде изградено. Исто така е важно ова проширување на овој крајбрежен појас од водотекот на реката Луда Мара и Овчка река низ населеното место Марена. Значи, во програмата на ВМРО ДПМН и градоначалникот го има ставено овој во врска со ова што го кажавте со колекторскиот систем. Значи, тоа е ставено во Благодарам, колега. Така да ќе биде завршено. Повели, реплика или повели? Почитуван колега советник, ја потполно се слагам со вашето, мислам, излагање и не сакам да иницирате дека ВМРО да доставил, направил програма и дека таа програма ќе се реализира тука во Кавадарци. Затоа што 8 години ВМРО правеше програма и 8 години ни едно метро не се направи. Немојте да кажувате дали ВМРО ја направил програмата или во програмата имало или СДС имало во Кавадарци. Тука сме совет од заеднички партии и коалиции, и ВМРО ДПМН, и Социјалдемократски сојуз на Македонија и сите. Затоа викам да направиме сите заеднички да донесеме одлука. И ние во програмата имавме колекторски систем. Сите го имаме, а никој не го спроведуваме. Тоа е работата. Ви благодарам. Благодарам. Реплика или? Колега? Повели, реплика. Колега, и јас потполно се слагам со вас. Значи, тука сите заедно како советници треба да работиме во интересот на граѓаните на град Кавадарци. Точно ова е во програмата на градоначалникот кој што е избран и беше кандидат од ВМРО ДПМН. Така да, значи, ние сите заедно треба да допринесеме овој дел од програмата, значи конкретно за колекторскиот систем да се исполни во овие наредни 4 години. Благодарам. Дали има друг за збор?
Објаснување од службите, повели Драган. Сметам дека има потреба од објаснување на ова одлука. Не се работи за комунална изградба тука. Ова одлука се носи во функција на донесување на деталниот урбанистички план за село Марена, бидејќи е законско решение кое што произлегува од новото законско решение на Законот за просторно и урбанистичко планирање, дека мора да се дефинира крајбрежен појас на реките, и тоа е ново решение во урбанистичките планови. Овој урбанистички план за Марена се носи од 2014 година е потегната постапката, но ова законско решение за определување на крајбрежен појас на реките е од крајот на 2016 година. И сега изработена е студија за таа работа и ја предлагаме кај за да се донесе таа одлука, да можеме да го финишираме донесувањето на деталниот урбанистички план за село Марена. Значи тоа е основот за донесување на оваа одлука, не опфаќа комунална изградба. Со ова сега се дефинира некои рамки во кои што може да се движи крајбрежниот појас на реката, а идното уредување опфаќа некоја друга тема, тоа е комунална изградба која што се планира согласно други програми. Благодарам. Повели Развигор. Почитувам председателе, сакам да ви укажам на една работа за да подобриме за работа на Советот. Кај има ваква точка на дневен ред што фаќа и има потреба од службите да објаснат некоја одлука, прво да побарате од службите дали има нешто да кажат, да образложат во врска со одлуката, а после на советниците да му дајте збор да зборуват. Вака испадна сега дека испаѓаме од... Благодарам, колега. Намерно го правам така да видите и вие и граѓаните дали некои од колегите бегаат од дневниот ред, дали го читате или зборат на памет. Нека. Да видат зашо не плачат. Доколку нема друг за збор, давам на гласање. Кој е за? Развигор. Едногласно. Благодарам. Колега ми е како? Точка 31. Извештај за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци за период од 1.1.2017 до 30.6.2017. Дали има некој за збор? Доколку нема го давам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка 32. Предлог решение за именување на член на управен одбор на јавна установа Меѓуопштински центар за социјални работи Кавадарци, представник на општина Кавадарци. Заедно со точка 33 и 34. Точка 33. Предлог решение за именување и дополнување на решението за разрешување и именување на член на управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Подсева Кавадарци, представник на Министерство за труд и социјална политика. Точка 34. Предлог решение за именување и дополнување на решението за разрешување и именување на член на управен одбор на 34 ЈП Комуналец, не 34, 33. Се извинувам. И 34. И 3. Ај поново 34. 34. Предлог решение за именување и дополнување на решението за разрешување и именување на член на управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци, представник на општина Кавадарци. Збор има председател на мандатна комисија Виолета Димитрова. Повели председателка. Точка 32. За член на управниот одбор на јавното установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Кавадарци, представник на општина Кавадарци, се назначува Марија Попова Шандар. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка 33.
Предлог решение за именување и дополнување на решението за разрешување и именување членови на управниот одбор на јавната установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци, представник на Министерството за труд и социјална политика Роска Коцева Андонова. Кој е за? Едногласно благодарам. И точка 34. Предлог решение за именување и дополнување на решението за разрешување и именување на член во управниот одбор на јавното предпријатие Комуналекс Кавадарци, представник на општина Кавадарци Васко Керов. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка 35. Годишен план за вработување за 2018 година на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци број 04/63/1 од 6.4.2017 година. Дали некој бара збор? Не. Доколку никој не бара збор, давам на гласање. Кој е за? Ја би сакал да чувам образложение. Представник, директор на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева, Добринова Цанка, повели. Почитувани председателе, почитувани присутни. Овој годишен план за вработување според Законот за администрација се однесува за техничкиот персонал и за администрацијата. Значи, едно лице ова година, 2018, ќе оде во пензија и другите лица врз основа што ни треба кадрот за вработување. Тука не спаѓаат лицата кои што одат. Например, со договор на дело имам 3 лица, од кои од нив едното е садомијач, а другиот е хигиеничар. Третиот? Третиот е негователка. Со договор на дело кој што ги од нашто мислам сметка. Да. Значи тука не спаѓаат давателите на услуги, а тоа се негователки, воспитачки и стручните работници. Дали има потребно негователки? Не е таа дневна точка тука. Се работи за годишен план за вработување само на овие лица. Директорке, дали имаш, ако имаш, кажи имам или немам, без разлика дали е на дневен ред. Ако ти треба, после ќе бараш одлука да ти носи. Јас имам побарано во. Имаш? Благодарам. Благодарам. Ја давам ова точка. Има ли некој за расправа, за збор? Повели Радњански, Ташо Радњански за збор. Вака, како ја разбрав колешката, тоа е и ваша законска обврска, нели? Да. Ова што го ваношто, не? Ваша обврска. Да, и би сакал да знам навистина дали има место за негователки, зошто? Заради приказната што ја слушам, нели, од луѓе кои се инволвирани во овој проблем е дека има, нели, прекумерно деца, дека вие баравте една дозвола, нели, минатиот совет ние изгласавме таква одлука донесовме, затоа што деца што беа на број повеќе од колку се нормите, нели така? Требавте да примите таму. Ете зашто, значи, ме интересира дали има потреба од негователки, дали можеби е подобро, ако има таква потреба, тоа да го донесеме сега како одлука, нели, затоа што не се однесува за таков план за негователки и за даватели на услуги. Точно, дали има потреба, прашувам? Потреба има. Меѓутоа имам јас лица таму со друг статус, имам лица на определено, на неопределено, договор на дело и преку агенцијата, преку локалот. Имам потреба за од министерството имам и доставено пари. Значи, за тоа побаравме, за тоа што вие мора да добиете и дозвола од министерството на финансии, нели така, добивам. Дали ви е покриени, дали ви се покриени неговата? Јас за сега ми се покриени, меѓутоа статусот не му е решен. Значи, исто како да немам, луѓето, че немам согласности, ми треба од министерството. Имам потреба. Доколку нема друг за збор, точката 35 ја давам на гласање. Кој е за? Едногласно, благодарам. Точка 36. Предлог одлука за давање согласност за подпишување на договор за грант од КФБ банка кој ќе биде наменет за финансирање на инвестиции и техничка помош за општина Кавадарци и ЈП Комуналекс Кавадарци. Кој бара збор? Повели Анита Каракутова. Гинова Каракутова, се извинувам.
би сакала да е во интерес на јавноста, значи да кажеме збор 2 за оваа точка, односно, како што би рекла, ова е резултат на одличното работење на комуналец. Први тоа, значи, како резултат на претходно одлично искористени средства, сега Општина Кавадарци, односно јавното комунално предпријатие Комуналец, добива грант. Значи, тој грант е негде во висина од 2,5 милиона евра, кои ќе бидат и повеќе од добредојдени во градот. Уште еднаш би сакала, значи, да потенцирам и да го пофалам секој работењето на јавното комунално предпријатие кој што се бори и за средства надвор од оние кои што ги добива како собствен буџет и од буџетот на општина Кавадарци, аплицира за средства надворешни, донаторски средства и овдека гледаме еден успешно добиен аплициран проект кој што резултира со грант од 2,5 милиона евра. Благодарам. Ташо Радњански за збор, повели. Така, значи, апсолутно се сложувам со господјата Каракутова, Кинова Каракутова, ќе простиш, дека овој грант е производ на една успешна работа и на едно успешно работење на едно јавно предпријатие, а исто така мора да констатирам дека не може да се пофалиме, дека тоа не се случува на секаде. И сега малку, значи се работи за, тука не може да не го пофалвам овој човек што седи назад, што е менаџер на таа работа, што ја изменаџира таа работа, но ние и као народ и као нација сме такви, тие вредните знаеме брго да ги елиминираме, да ги тргнеме. А не знаеме да ги задржиме, нели, тука на... Затоа што му успеал еднаш, може би ќе успееш друг пат, трет пат, четврти пат, нели, па треба да градиме нови личности, после што ќе ги имаат тие квалитети и тоа знаем. Ова е као коментар само, иначе ја никому не се удварам, сум имал често пати и реплики со господинот директор, и често пати може би и не така ме мразел кога се зборувал, но ова е факт и ја од фактите не бегам. Едно прашање до господинот директор. Малку сум запознаен со овој проект, кога велам малку, значи не сум запознаен со она што би го предложил, а вие ќе бидете тие као менаџер што ќе видите дали може да се реализира. Значи недостиг на вода во Кавадарци има, и се ќе речете, ама нема вода, ќе има недостиг на вода. Зошто? Заради тоа што од советничката група на ВМРО ДПМН во програмата минатиот мандат на Советот влегува да се изградат 2 винарски визби на Белград. Така нели? Не може странски инвеститор да инвестира таму без, нели, пристапен пат и доволни количества на вода. Тогаш чинам дека вода нема да има доволно и што е мојот предлог. Најверојатно знаете, господине директоре, дека кај на Тиквешкото езеро под браната има буквално еден извор што блика од вода со околу 5-16 литра во секунда и дека тој извор поминува низ една каптажа од можеби 200-300 метра со многу солидна, нели, температура и чистина како излегува. Дали е можно во овој проект? Тоа вие ќе ми кажете, ја не тврдам бидејќи не знам дали е строго наменски, зашто е наменски, да се аплицира со тој проект, затоа што чинам дека таа количина на вода од 16 литра во секунда е доволна за една местна заедница од 3-4 луѓе и дали можеби тој систем не би можел да се поврзе со она што значи вода за Росман, бидејќи знаеме пијато таму, со она што значи вода за Феник. Тука би сакал, нели, да ми помогнете со тоа што би ми укажале дали е тоа можно, затоа што стварно се работи за едни пристојни пари и осем да ви кажам браво, нема што да кажам друго. Вам и на вашиот тим. Благодарам, колега, друг за збор. Директоре, може ли сите, па наеднаш да одговараш, бележи си. Нека има расправа, нека има и другите колеги, па одеднаш да не стануваш повеќе пати. Повели колега Јованчев, Зоран. Или Зоран, како си. Почитувани колеги, ние како советничка група ќе го поддржиме ова подпишување на договор за грант со КФ банката. А јас како советник Зоран Јованчев сакам да упатам едно прашање и сугестија до менаџерот и менаџерскиот тим на јавното предпријатие Комуналец. Дали има можност, дали има шанси да ги покачиме платите на вработените? Зошто? Затоа што
Знаеме дека се Колега, плати се извинувам, само по-ниски по точка на дневен ред. Да, по точка на дневен ред. Значи, Лукаев банка нема предвидено пари за таа работа. Само дозволете. Значи овие средства што се како грант, ќе му олеснат финансиската состојба колега Сакалиев на јавното предпријатие Комуналец, че имаме алокација на финансиските средства за други работи, за да останат приходи со кои што ќе ги задоволиме барањите на вработените. Значи ова е мое прашање и сугестија. Мислам дека се слага и менаџерскиот тим, како се законските норми, да има едно покачување во апсолутен износ, не во процент, значи во апсолутен износ, за да осетат да го почувствуваат тоа оние вработени кои што се со ниска квалификација, НКВ вработени, кои што метаат, пометуваат, оние кои што работат во озеленување. Така да прашањето ми е во тој контекст. Значи ние како советничка група го поддржаваме ова потпишување на договор, кое што е нели како плод на доброто менаџирање и доброто работење на јавното предпријатие Комуналец, добрата финансиска состојба. Благодарам колега, дали има друг за збор? За овие претходни години. Ви благодарам колега што не ми го зедовте зборот. Доколку нема, директоре, можете ли да дадете кратко образложение за ова што бараат колегите советници? Вака имаше две прашања на колегата Радњански. Првото е дали кредитот е строго наменски. Значи кредитот е резултат на претходно успешно имплементиран проект. Значи во претходниот мандат, кога бевте советници, изгласавте кредитно задолжување од 700.000 евра, каде што имаше 20% грант. Во оптек беа околу 10 општини во Република Македонија и по оценка на германската влада и експерти што ги пратила таму, има констатација дека најдобро имплементиран проект од сите тие најнаменски истрошени средства се во Кавадарци. Ко резултат на тоа ни доделија уште 600.000 евра од првата фаза кредит, што наскоро ќе ви биде доставено како одлука на Совет, плюс овие 2,5 милиона евра, значи околу 3 милиона и 100.000 евра. За грантот 600.000 евра се кредит, со 20% грант. Уште не е ставено како точка на дневен ред, али е во контекст на сите овие средства обезбедени од германската влада со реализација преку КФ банката. Инаку првиот кредит за подстување беше со грејс период од 10 години и каматна стапка од 2%, а рок на отплата 30 години со 20% грант. Исто ќе биде и за 600.000 евра сега, што ќе ни предложат. Имаме готов проект, аплициравме за улицата Дешка Тошева. Знаете, таму има хроничен проблем со канализацијата и атмосферската, ја бараа граѓаните од базентот до Коњските дупки, некаде на околу 2 км и 400, а за грантот германската влада ни ги додели парите адхок, отпосле ќе правиме проекти. Значи, тој има располагање и за проверни води од Тиквешко езеро, и за Моклишка вода, и се друго. Значи, јас мислам приоритет бидејќи во снабдувањето е колку толку решено, цементно-азбестните цевки се заменети, ставивме претежно дуктилни цевки, каде што имаме неограничен век на трајање. Сега да се посветиме на уредување на фекалната и атмосферската вода заедно со колекторскиот систем, како што побара советникот од Марина. Дали може да се покачат платите на вработените на советникот Јованчев, значи платите на вработените континуирано, од кога сум дојден, ги качуваме по 4% годишно. Со тоа што влани повеќе качивме на раководителите, бидејќи беа на ранг на техничари. Исто ќе го направиме и во наредната 2018, кога ќе ви ја доставам годишна програма за работа. Значи, отприлика е планирано 4%, но никако на терет на овој грант, бидејќи идат контрола од германската влада и од КФ банката и доколку направиме некои глупости да делиме плати со овие пари, може да ни го укинат грант. Значи, ќе си постапиме професионално како што бараат со однапред изработени проекти и имам ставено во буџетот доволно средства за изработка на проекти, кога ќе почне градежната сезона, значи на пролет, да веќе ние стартуваме оперативно да ги реализираме сите овие средства пред се за потребите на граѓаните. Значи, стоам на располагање, дали преку комисии, дали преку ваши представници и од позиција и опозиција, да преку управен одбор да давате предлози, има доволно средства да се покрие цел град со комунална изградба. Значи, Кавадарци да личи на едно градилиште и за една година
комплет да се завърши и атмосферската и фекалната канализация, па и да се донесат допълнителни количини на вода. Значи имаме 3 милиона и 100 хиляди евра некъде на разполагане. Овие 2,5 плюс още 6 накъдни ще ви бидат доставени на УВИ да се произнесат. Благодарам, директоре. Дали сте задоволни от... За технологска вода да се донесе от езерото има ли проект? Може ли това да се работи? Технологската вода е надлежност на водостопанство Тиквиш. Значи, че водостопанство Тиквиш е регистрирано како АД, оде преко Скопје. Оттаму се аплицират и немам доперни точки у надлежност на Сонја. Благодарам. Доколку нема друг за збор, точката ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка 37. Предлог програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственикот за 2018 година. Отварам расправа. Овде 2018 има напишено, се извинувам, 2017. Грешка откуцале во службите. Кој бара збор? Кој е компетентен? Повели Драган Симонович. Оваа програма треба да носи како законско решение Советот на општина Кавадаци, но е пренесена надлежност за реализација на јавното предпријатие Комуналец. Сепак програмата мора да ги дефинира позициите кои што треба да се реализираат и некоја финансиска сума на пари која што ќе се употреби за да може да се на некој начин регулира оваа проблематика. На пренесената надлежност на јавното предпријатие Комуналец опфаќа да тие се организираат во делот на заловувањето на кучињата скитници или пак и истите можат и тие со тендер да ја дадат на некоја овластена институција која што може и ги исполнува законските услови за исполнување на оваа дејност. Тоа е образложението и мислам дека до сега не сме носела оваа програма. Ова е законска врска и затоа ја даваме на точка на дневен како точка на дневен ред. Благодарам. Дали некој бара збор? Василка Драваро, повели. Во ред е програмата, се согласувам, меѓутоа, јас имам само една нејаснотија, доколку знаете да ми појасните, на неколку пати се споменува во самата програма прифатилиште. Каде ќе се наоѓа тоа прифатилиште? Само тоа ме интересира. Благодарам. Значи, како што кажав, оваа дејност може да ја извршува директно јавното предпријатие Комуналец, а може и да ја дадат на овластени институции кои што се регистрирани и лиценцирани за оваа дејност. Значи, во првата година од работењето на јавното предпријатие Комуналец, најверојатно тие ќе го дадат на некоја јавна институција која што има овластување и таа јавна институција има и прифатилиште, има и своја ветеринарна станица, и сите дејности ќе ги обавува како што треба по законот. Додека за тој период, додека е дадено ова на некоја друга организација, јавното предпријатие Комуналец треба да се опреми со простор каде што ќе се стационират кучињата, тоа ќе биде на некој начин стационари или прифатилиште, каде што ќе се третираат соодветно, дали ќе треба со еутаназија, дали ќе треба со кастрирање, дали ќе треба со некои други активности кои што се предвидени со законот, ќе се чуваат 24-48 сати, се согласно закон и на тој начин ќе се регулира таа дејност да нема кучиња скитници на територијата на општина Кавадарци. Благодарам, драги. Доколку има за збор Развигор Кабрамов. Повели Развигор. Поштувани колеги советници, во материјалот што ни е доставен, значи трошковите за еутаназија на едно куче се
се вкупна вредност негде околу 50 евра противредност. Проблемот не се решава со тоа што нели ќе го утепма некоја куче. Проблемот може да го решиме ако донесеме одлука или дополнување на оваа одлука, секој што има куче да му туре чип на увото и кога ќе го фане комуналниот инспектор да си шета кучето по чаршијата, со читач да го исчита и одма да му напише 50 евра казна на имателот на куче што го пуштил да шета по чаршијата. Само така ние може да го решиме, а вак само си изнадаваме пари, дали за чување, дали за отеплување на кучињата и ништо ајде нема да видиме од ваа одлука. Благодарам, Развигор. За збор Тони Нешковски. Повели, Тони. Значи, во врска со оваа точка, околу изјавата на колегата Развигор Кабранов, значи овде станува збор за кучињата бездомници и таа еутаназија, значи на тие кучиња ќе се прави само кај кучињата кај што ќе се докажи пренослива болест. Значи станува збор само за тие кучиња. Јас се слагам исто со колегата, значи да се воведат и некои казни во врска со кучињата кои што неконтролирано се пуштаат да шетаат по градските улици, значи со тоа потполно се слагам. А во врска со еутаназијата на овие бездомни кучиња, значи станува збор за кучињата кои што имаат преносливи болести. Нели тоа допрва претходно ќе се испитува од страна на ветеринари доколку се докажи пренослива болест, тогаш станува збор за еутаназија на тие кучиња. Благодарам. Благодарам. Развигор, повели. Реплика или збор? Очигледно колегата не ме разбрал јас што кажа. Значи проблемот не се решава преку ноќ или утеплувањето на кучињата, он што ги вика бездомници што се напуштени, че ги има и понатаки. Арно, ама тие што го има прифатилиштето, дали му е полесно да го ране таму? Нели? Може 2 недели, 3, 4, 5, па да викне доктор, па да викне нели се по тие програмата кашо е, па да испадне дупла по-скапо, што го чува таму, него ли да го отепа. И кој ќе му и броje колку отепал, ајде да не употребам нели со инекции, викат хумано ќе било тоа. Абе приватно ќе биде тоа, ама кој ќе му и броje он денеска колку, он само ќе ни пушта фактури на комуналец, ја денеска 10 кучиња отепа. Ама не бива, не добро решение. Ова не добро решение. Не добро решение. Ај не од место на говорница. Значи, ако веќе Анита за збор. Дозволи председател да се докаже. Повели. Значи, ако немаме контрола на тоа, кои кучињата ќе ги броje и секоја ден треба таму да му стое на ќе прават малверзации 50 евро од едно куче зима. Денеска 2 кучиња да утепа, он 100 евра се тури од джепот. Не е убава работа. За збор Анита Гинова Каракутова, а да дадат сите па објаснување ќе го даде секторот од представникот на градоначалникот. Јас како прво би ја поздравила програмата што е изработена од секторот професионално, зашто сега не сме имале ваква програма и сега имаме програма. И сметам дека и ќе се најде соодветна методологија за да се контролира дали тој што го има прифатилиштето или комуналец или трето имател на на такви приватни станици, меѓутоа сметам дека термините што се употребуваат од говорница не се соодветни од причина што значи сепак се работе за животни, за живи суштества и ние во ред од колегата што употреби неколку пати термини што не сакам да ги повторувам и не сакаме нели сите да се најдеме на удар на друштвата за заштита на животните. Затоа што има чест на тие, значи има и добри стопанственици на кучиња кои што си ги гледат, си ги шетат, не се само тие што несовесните кои што ги пуштаат. Секако тоа е една појава која што не загрижува сите нас, затоа што имаме мали деца, затоа што посебно зимно време е страшно да пуштиш дете само да шета по улиците, меѓутоа гледаме дека веќе се работи на решавање на проблемот и се надевам дека во иднина уште поефикасно се решаваат тие проблеми.
Благодарам, колешке. Друг за збор? Доколку нема никој објаснување, нека даде Драги Симоновиќ. Готово. А мислам барам човек. Јас сакам да појаснам дека оваа дејност ја имала од секојаш, но на многу поинаков начин се регулирала, дека секојаш оперативната работа околу реализацијата на оваа дејност се вршала акцијски и на тој начин имало и контрола на заловувањето, односно колку кучиња се фатени, преброени и после тоа настанува третманот во соодветните институции. Значи многу мерлива работа која што ја спроведуваат тој што ја добил јавната набавка и комуналната инспекција на општина Кавадарци, односно задолженото лице јавното претпријатие комуналци. На тој начин се има увид во сета оваа работа и не е без контрола. Така е планирано. Доколку нема друг за дискусија, точка давам на гласен. Кој е за? Едногласно, благодарам. Дигни ме, разви го, не те гледам. Ај поново, се извинувам поново. Кој е за? 17 за. Кој е против? 1. Воздржани нема. Благодарам. Не констатирав. 38 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци. Кој е за дискусија? Доколку нема, ја давам точно гласен. Кој е за? Едногласно, благодарам. Кој ќе ја прочита? Се работи за давање пари од 15.000 денари за првородено дете во 2018 година од градоначалник. Благодарам. Точката ја дадовме на гласање. Точка 39. Предлог програма за организирање на дочек на новата 2018 година. Кој зема збор? Повели колешке? Василка Драгарова бара збор. Почитуван председавач на Совет, колеги советници, гости и граѓани. Вака, синоќа, спротивно на деловникот, нели 7 дена пред одржување на седница да се достави материјалот, ја добивме додатно и оваа точка. Тоа е програма за организиран дочек на новата 2018 година. Кавадарци не е познато многу нема некоја традиција за организирање на дочек на новата година на площадот. Јас предлагам, тука има предвидено околу 800.000 денари. Новогодишните пакетчиња за децата и надомесна дедомраз за делење на новогодишни пакетчиња околу 6.000 денари и новогодишните пакетчиња во висина од 357.205 денари да останат. Меѓутоа, сето ова друго да го пренасочиме во добротворни цели. Предлагам ова нова година да има една хуманитарна нишка и да ги поделиме остатокот од средствата што се наменети на некој на кој што му е навистина тоа потребно. Дали тоа ќе биде на некоја организација, дали тоа ќе биде дадено на социјално ранливите категории, не е проблем, меѓутоа да има една хумана нишка пречекот и на оваа година да се пречека на тој начин. И јас се земам збор. Колешки, го почитувам вашето мислење, него оние што немаат кај да чекаат година, нова година, и јас сум бил во таква состојба неколку години, да речеме околу 30 или 40, и они чекаат на площад малку и да речете ние чекавме нова година. Баш хумано е за оние што немаат пари нешто да видат, да речете ние бевме на нова година на площад. 10-500.000 денари за општина Кавадарци малку, за хумани цели имаме други буџети. Ајде одиме да има нешто за нова година.
Нека има. Ако нема ништо, тие пари ќе одат на друго место или ќе одат, ќе ги изедеме ние советниците, вака да се извинам на јавност. Нема да отидат таму. Секој нека се види на Нова година на площад, нека чуе малку музика. Благодарам. Не смееш, како ќе ме реплицираш? Не смееш. Ајде, поведи. Со почитување према оние што не можат да пречекаат Нова година, и ова не е само да се пренаменат средствата на нешто, ајде колку да има, колку да се случува нешто. Значи, јас предлагам да бидеме и малце хумани пред се. Ајде па јас ти барам лепи како заврши. Барам да бидеме хумани, ништо повеќе. Знаеме и ќе ги заштитиме и здравјето на граѓаните, ќе го заштитиме. На 31.12 е премногу ладно. Вака ќе останете здрави и дома. Колешке, знаеш како? Гладен сит не верува. Дали си била во состојба да не можеш да чекаш Нова година? Била. Колку години? 7. Еве јас сум бил 40. Треба нешто да има за рајата, за најтешката. Рај си ја чекав дома. Никаде не сум чекал дома на празна маса, Нова година не се чека. Дома? Значи сега ова нека остани, ако сакаме да покажеме хуманост, ајде да видиме кој колку можеме да одделиме од паушалот пред Нова година за тие категории. Јас еден мој паушал давам. Ајде да видам колешке тебе и другите дали сте за таа работа. Да видиме колку сме ние како советници хумани. Може, поведи. Тоа не го дава. Да, не ја. Паушал не го дава. Значи, така, на колешката, не реплика, него моје размислување врска со програмата, сметам дека се работи за една многу скромна програма, за разлика од програми што сме имале за манифестации многу со повисоки износи, и со оглед на тоа што лани имаше пауза, една година веќе се направи пауза, редно е да има нешто на площадот, што вика колегите, за тие што не можат да се преуштат. Уште повеќе ме ведисува програмата од делот на тоа што имаме локални бендови. Значи не само што ќе има забава за граѓаните кои што ќе одлучат новогодишната ноќ да поминат на площадот, туку има настап на локални бендови, како Трилоджи, Лексикон, Бадасал, Диме Коцевски со стендап комеди. Значи точно Бадасал е едно име што нигде нема да го слушаш на друго место, па може тоа бачом бие одскочна даска. Нека пеат луѓето, нека си кажуваат за Нова година. Че земат и хонорар, тоа се претежно луѓе кои што не се вработени, наши локални, не се ангажира, не се трошат некои средства астрономски за звезди. Значи сепак Нова година е еден празник што треба да се обележе и буџетот е скромен, нема не знам кои за какви барења, нити за бини, нити за не знам што, најголем дел е за новогодишни пакетчиња од буџет, колку што можам да видам. Јованчев за збор благодарам, Анита, ако завршивте, поведи Јованчев, Зоран. Ќе кажам ја благодарам што завршив. 3 минути имате право сега, нема по 15 минути. Го знаете редот? Така, 3 минути да. Благодарам. Ние како советничка група ќе ја гласаме оваа програма за организиран дочек на новата 2018 година од неколку причини. Едната од тие причини е што минатата година направивме таква пауза, како што кажа колешката претходно пред мене, баш за тие хуманитарни цели. Немавме дочек на Нова година. Мислам дека добро е да се организира дочек на Нова година. И добро што забележувам во оваа нова програма е тоа што сега новогодишните пакетчиња ќе се делат, ќе се доделуваат точно каде што нели учат, во самите ни, во градинката, во основното училиште во Ваташа, или во Пепето и така натаки, и тоа е за поздравување. Да не ги влечиме дечињата тука на тој мраз да доаѓаат за Нова година на площадот, точно таму каде што и ќе има некои представи организирани. Моето укажување е само ние како советници да водиме малку поголема контрола. Сега 803.000, можеби не се многу пари, но се пари, се износ на средства. Ние го носиме овој буџет, ние треба да го контролираме. И за сите овие работи во иднина кои што ќе ни доаѓаат за одобрување на вакви средства, ние треба да направиме дебела контрола.
да направиме комисија која ќе биде составена и од опозицијата и од позицијата и може некој независен советник да влезе, пример како председател, и да направиме контрола на овие средства како е нивното трошење. Значи ние ќе ја гласаме програмата за организиран дочек на нова година и ве молам председател, дајте го на гласање. Благодарам. Овака, го повлекуваш предлогот или твојот предлог да го давам на глас? Може, ама образложи се. Вака предлогот не е даден со лоша намера, ниту пак викам дека не треба да се одржи доколку се согласуваме. Се согласувам, да, средствата не се големи, но се сепак средства, кој што каже и самиот колега. Но доколку сметате дека нашите граѓани ќе имаат поголема корист од новата година на овој начин, не е проблем. Социјалдемократскиот сојуз ќе го поддржи предлогот. Благодарам. Предлогот на колешката го даваме на гласање. Кој е? Го повлекуваш? Го повлекуваш? Благодарам. Програмата ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Со ова се истрепува дневниот ред. Ја заклучувам разговор. Благодарам, колешке, ќе влезе во записник. Завршува. Седницата завршува.